Здраво, дечки, ова видео е продолжеток од претходното, што беше програмирање на X точка со C++. И доколку го немате гледано тоа видео, треба прво тоа да го изгледате, па после ова. Во ова видео го подсредуваме малце кодот, ќе ви покажам како се користат функции, која им е нивната намена. Исто така ќе направиме играчот да може да избере дали сака да игра уште еднаш или не, без да има потреба цело време да ја уклучува апликацијата одново и одново. Прво ова може да се напише поубаво, како исто така си најдов еден баг во играта, тоа е ова. Сега кога ќе притиснам 9-ка, треба да победи X, ама не ни ја прецртава таблата и не можеш да видиш кај последно ставил. За да го решиме ова, ќе додадеме код ваму. Значи ни треба истиот код за печатање на таблата. Значи ова е кодот што ќе ни треба. Ова. И исто така и тука, само треба ова да е после тоа. Сега ова ќе функционира, ама ќе има еден мал проблем. Значи сега си покажува и ова е се супер, ама погледнете го ова. Истиот код го имаме на 4 места, што не е убаво и се гледа да се избегне таква дупликација на код и за ова да го избегнеме може да направиме една функција што ќе ни печати. Може вамо да ја ставиме. Ќе ја прима низата и ќе го прави исто. И еве, на едноставен начин ви покажав зошто се користат функциите. Значи сега секаде кај што ќе ни треба овој код, може само да ја повикаме оваа функција и ќе ни го изврши тој код. Исто така го прави кодот подескриптивен. Сега немам потреба од овој коментар, бидејќи самото име на функцијата ни кажува што прави. И исто така доколку смениш на едно место, ќе смени само тука. А во претходниот случај, ако смениш на едно место, треба да се сетиш да смени секаде кај што го имаш истиот код. Што во овој случај не е превише. Ама замислите сега да имате 100 вакви фајлови отворени и да треба на 100 места да смените, секако ќе заборавите негде и ќе има проблеми после. Добро, сега ова ќе си го скопирам. Сега ставам вамо. Исто и тука. Ево. Само да пуштиме да се функционира. Значи сега си е окей. Исто така може и оваа функција која што зафаќа
доста место во мейнот да ја ставиме горе. Сега за таа цел ќе направиме ова. Ќе ни треба ова едно. Да го извадиме надвор. И ќе ваква. Добро. И сега ќе го земеме целкото од ваму и ќе го ставиме внатре. И еве го сега кодот. Ова ќе функционира исто како преска, само наместо менување на локалната променлива што не е ваму, ќе смениме во функцијата и секако нормално треба да го направиме ова. И сега кодот во мейнот ни е доста помало од колку што ни беше. Почисто. Хајде да видиме дали се функционира како што треба. Добро, тоа си е окей. Ајде сега да направиме да го прашува корисникот дали сака да игра уште еднаш. За тоа да го направиме може да искористиме уште еден while циклус и да дојде ваму. Ставиме тоа ваму. И секогаш кога ќе ни заврши играта, треба да го прашаме корисникот дали сака да игра одново. И тоа ќе го направиме тука. Тука исто така треба да направиме валидација. Ќе искористам истата финта од претходно. Кај не беше? Ево. Сега нема потреба од овој континент тука. Исто и ова.
Окей. Хайде да видим дали ова ќе ни функционира сега. Player X-Wing, do you want to play again? Хайде. Не. Окей, значи ова ни функционира. Да, ова истото ќе треба да го ставиме и тука и тука. И затоа е подобро да направиме нова функција. Вамо. Добро е. Опа. Притиснав yes. Добро, тоа си е окей. И ова исто така може да отиде во друга посебна функција.
Тоа беше тоа во ова видео. Во наредното видео, што ќе биде третиот дел, ќе ви покажам како може да направиме играчот да може да игра и со човек и со компјутер. Интересниот дел е како ќе направиме да игра со компјутер, па ако и вам ви е тоа интересно, гледајте го наредното и да не го испуштите, мавнете subscribe, стиснете на